Западно-македонски поттип на носија. Овој поттип го прават група носи во делови од горно-вардарската и мијачко-дебарската етнографска целина. И тоа главно женските носи во пределите Горни Полог, Горна Река и Мавровско поле. Основни карактеристики на овој поттип се: застапеноста на две скутини, односно опрегач преен и опрегач заен. Предната скутина украсена со везени вегетабилно-флорални мотиви, а задната е црна или бела, надиплена и покуса е од првата. Кошулата од кенарлија платно. Покрој нешто поинаква од така наречениот динарски тип на кошули. Во однос на украсувањето е прилично едноставна, безвезбена, орнаментална декорација. Во овој поттип на носија се јавува специфичната облека на верачка, со богато везени, синџирли и ракаи, со декорација единствена од ваков вид, во Горни Полог. Карактеристични се и горните облеки од темно црвена и борда боја, како во Горна Река и Мавровско поле. Клашна од чоја или пак од бела клашна во Горни Полог, со раскошна декорација од црмен терзиски вез. Горни облеки кои по материјал и начин на украсување имаат изразено турско ориентално обележје. Во овој поттип на носија се јавува специфичното одбување на нозете со калци, чулци и тозлуци, кои заедно прават едни ноги. Тука има најбогат и масивен женски накид. Овие носи со своите типски карактеристики покажуваат поврзување со некои носи во соседните северни предели и области надвор од територијата на Република Македонија. Застапеноста на две скутини, предната и задната, на извесен начин ги доведува во врска со носиите на македонците муслимани во Река и нивните иселеници во сливот на Бабуна во Велешко. Евидентното турско обележје кај некои облеки е секако од поново време, дојдено со посредство на печалбарите од Турција. Од друга страна, изобилството на вегетабилно-флоралните мотиви во декорацијата на поедини облековни делови, како на скутините и чорапите, укажува на влијанието пренесено од печалбарите од Војводина и Романија.